Значи, Македонија е длабоко влезена во процесот на подготовки, на скрининг, на подготовки за започнување на преговори и затоа денеска и како главен политички преговарач, заедно со главниот технички преговарач со Европската унија, но и државниот секретар во Министерството за земјоделство дојдовме во оваа компанија за да зборуваме за европските стандарди, за европските регулативи, за подготовка на нашата преговарачка позиција визави Европската комисија. Јас да информирам дека на 27 септември голема делегација од Република Македонија, за прв пат од тој обем, можеби 40 на луѓе, ќе бидат во Брисел за да ги започнат првичните комуникации во однос на скринингот. И сметавме дека најдобро подготвени за таквите посети, за таквите комуникации е всушност посета и комуникација со домашните бизнисмени, домашните компании кај кои ќе се рефлектира значително самиот преговарачки процес и членството, меѓутоа и со другите стейкхолдери и чинители во општеството. Нема подобро место за да се разговара за европски регулативи, за европски прашања, за заеднички позиции, отколку ВЗ-Шари. Компанија која што една од ретките во регионот и во Македонија исполнува стандарди, има добиено лиценци за експорт на храна, а знаете дека храната е во најригорозните системи на контрола од страна на Европската унија, меѓутоа сега дознавме и од армијата на Соединетите американски држави кој што пак има посебен степен на контрола на храната и кога ќе добиете веќе лиценци од тие институции, тоа значи дека вие сте ги постигнале највисоките стандарди. Тоа што јас не го знаев претходно, а денеска сите позитивно не изненади е информацијата од страна на собственикот дека во моментот кога е добиена информацијата дека Македонија добива покана за НАТО, автоматски е деблокирана, односно лансирана нова инвестиција во оваа компанија со вредност од над 30 милиони евра и над 2000 вработувања. И ова е најдобар пример што значи НАТО како порака, што значи Европската унија како порака за нови работни места, за повисока плата, за останување на младите овде, за генерално подобар стандард, за подобра контрола на храната што ја јадеме, за подобра контрола на животната средина. Значи, навистина ќе бидам искрен, не ми беше намерата промоција на оваа инвестиција, бидејќи не ја знаев таа информација. Повеќе ми беше да разговараме како преговарачи, како да ги представуваме интересите на државата визави тие позиции, меѓутоа оваа информација позитивно не изненади сите, а верувам дека ќе каже повеќе собственикот, таа мислам дека е пораката на денот. НАТО значи нови работни места, значи повисоки плати за луѓето. На таа посета ќе повикате стопанственици да присуствуваат? Да, значи ќе разговараме со мислите во Брисел. Тоа е поголема делегација која што представува повеќе институции. Овој пат ќе ги слушнеме Брисел, што очекуваат од нас, потоа се враќаме, правиме пресек до каде сме ние, за да го утврдиме просторот кој што треба да го исполниме со преговорите. Како претходно разговаравме, Европска унија не е само висока политика во која што разговараат дипломати. Европска унија се секојдневни мали ситни стандарди кои што значат живот за луѓето, меѓутоа и живот за компаниите и за бизнисите. Секој мал детал може да значи многу за еден човек или за една компанија. И затоа се важни овие разговори, овие комуникации. Ова е најсложената и најкомплексната операција која што една влада ја прави, а тоа се преговорите со Европската унија. Ние сме спремни таму да влеземе подготвени, а се разбира ќе ни треба поддршка од сите. Пред се сакав да се заблагодарам на заменик премиерот за европски интеграции што ни дојде на посета и да можеме да ги разменимо нашите мислења и да кажемо што би било добро и како треба да идемо напред. Нашиот став со влез на НАТО и на Европска унија, јас можем да кажем тоа не само да зборувам со докази, само со подпишувањето на спогодбата меѓу Македонија и Грција и најавата влез НАТО и Европска унија, нас ни се појавил натрешни и надворешни инвеститори
и заедничко одлучивме да инвестираме во Македонија во производство на бройлерско месо, што значи во моментот капацитетот ќе биде за 10 милиони пилиња годишно. Тоа значи ќе се градат низ цела Македонија 75 хали, најмалата хала ќе биде 60 хали, тие се најмали по 1500 квадратни метри и ќе се градат низ цела држава, не во едно место, не во еден град, почнејќи од Крива Паланка до Орит, од Кочани до Скопје, исто натака Неготино, Гевгелија, Прилеп, Битола. Во овој проект се предвидени над 2000 работни места и плюс тоа ќе имамо соработка и со мали кооперанти што ќе чуват пилиња за нас. Ние ќе му носимо храна, пилиња, све, и месото ќе и после пилињата ги земамо и ги колимо и ќе го снабдуваме КФЦ во регионот и пошироко. Тоа на ВЗ-Шари е проект, да? Не, тоа е заеднички проект со 8 акционери. Еден од тие 8 е и ВЗ-Шари. Има и странски и домашни акционери. Вице-премиере, од понеделник започнува официјално кампањата за референдум. Некоја порака да упатите, пошто опозиционите пратеници, односно партии, се уште не се изјасниле како ВМРО, Илијанса за албанците се уште нема официјален став како ќе настапи со кампањата, затоа што нели бараат некои одредени услови. За 2 дена започнува. Подобра порака од ова што го кажа собственикот на ВЗ-Шари за оваа кампања нема. Ви кажам најискрено, не беше тоа намерата денеска зашто сме тука, меѓутоа ова е таа порака, дека НАТО носи стабилност и безбедност. Значи нови работни места, повисоки плати, повисок стандард на живење, останување на младите овде, квалитетна храна, квалитетна животна средина. Све што е најважно за луѓето го носи НАТО и Европската унија. Оваа кампања, јас мислам дека нема да биде многу пропагандистичка, бидејќи нема да има потреба за тоа. Треба да биде информативна. Информативна во два сегмента. Прво во разбивање на фейк ньюс пропагандата во однос на договорот, значи објаснување на луѓето. Мислам дека со самото објаснување ние ја постигнуваме целта. Бидејќи договорот е квалитетен сам по себе да ги задоволува сите основни принципи на нашите очекувања. И второ, објаснување на бенефитите од успешноста на овој процес, но се разбира и од последиците од евентуален неуспех. И за тоа треба да бидеме искрени со луѓето. Така да мислам дека овие информации, и затоа велам дека кампањата повеќе ќе биде информативна отколку убедувачка. Нема да има потреба за убедување. Нашите граѓани се политички воспитани и едуцирани. Некојаш е тоа предност, некојаш не е, меѓутоа нашите граѓани знаат добро да проценат. Знаат дека е ова историски момент. Знаат дека е неповторлив момент. Немаме да имаме втора шанса за ваква одлука. Дека секоја нација, да кажам, зборам како граѓани на Република Македонија, во одреден момент се соочува со својата судбина и треба да ја донесе правилната одлука. Јас сум убеден дека оваа кампања ќе биде црно-бела, во смисла дека нема нијанси на одлучување. Не се тоа избори во кои што треба да бирате по десна, по лева или по централна партија. Ова е црно-бела. Дали сакате мир или стабилност, или сакате статус кво и несигурност. Сакате нови работни места или сакате тонење во економијата. Дали сакате да ви останат младите овде и да просперираат или да бегаат младите. Значи, тоа е одлуката и не верувам дека има граѓани во Република Македонија кои што на своите деца ќе им остави лошо наследство. 30 септември ќе биде денот кога ќе се одлучува какво наследство им оставаме на нашите деца. Затоа велам, ние сме комотни, повеќе е информативна и комуникација со граѓаните и позитивна и така ќе биде се до крај кога и на некој начин ќе го заокружиме овој историски важен момент за државата. Благодарам.